случи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, јас сум во хотел Лимак, а вие гледате нешто конкретно. Денеска ќе прашаме зошто старите и младите не се разбираат. Се вели дека денеска е време кога масовно се плука по младите, де интернетот ги расипува, де не ги испуштаат телефоните од рака. Се вели дека слушаат лоша музика, не се лојални, не почитуваат ништо и немаат никакви вредности. Ако порано било правило да му кажеш добар ден на човекот во лифт, дури ако него познаваш, се вели дека денеска она што може да го направат младите е само да ги извадат слушалките од уво и да ве погледнат. Во денешнава епизода ќе провериме дали генерацијата чие најголемо гајле да ти ја покрие на кичмата, да не седиш на бетон и да не си гладен, може да ја разбере генерацијата која што може да работи од дома, може да не си ги знае колегите и се добива на еден клик. Имаме припадници на генерација бумери, припадница на генерација миленијалци и имаме припадници на генерација Z. Доколку ништо од ова не ви е јасно, тоа значи дека вие сте бумери. А еве ги моите гости. Тој доаѓа од генерацијата на бумерите. Тие се поборници за традицијата и традиционалните медиуми. Бумерите се генерација со најмногу материјално богатство денес, затоа што во тоа време полесно се доаѓало до стан. Тие се и генерација која поправо ќе оди во банка наместо да плати онлайн услуга или да користи готовина наместо картички. Доктор Никола Пановски. Тој е типичен представник на Z генерацијата, со предприемачки дух, со брзи прсти и баратање со компјутер и социјални мрежи. Заработува повеќе од своите родители. Поправо ќе ти сними гласовна порака, отколку да се мачи да пишува SMS. Инфлуенсерот Александар Динев. И таа е од генерација Z, кога не е чудно да споделуваш се што си купуваш со фановите. Кога не е чудно да правиш по 100 фотографии и да не си се допаѓаш на ниедна. Кога не е чудно да зборуваш и да се снимаш на телефон само затоа што ти е досадно. Луна Стефановска, инфлуенсер. Тој е припадник на генерацијата миленијалци. Тие се оние кои се врската помеѓу бумерите и Z генерацијата. Не им е страно традиционалното, но супер се и со современото. Можат да платат и на уплатница, ама и онлайн. Супер баратаат и со социјалните мрежи. Актерот Кирил Трајковски Максим. Епа, добре ми дошле. Добро ве најавив. Како миленијалец, како најавив, се поред. Добро. Ајде на старт, значи прво да видиме дали носиш долна мајца и дали ти е покриена кичмата? Покриена ми е кичмата, не често, додека растев 95% од времето не ми беше покриена кичмата и дома имавме доста караници околу тоа, но јас најдов солуција, а тоа е да излезам со дуксер па да се пресоблечам во влез. Добро е. Кирил, дали си гладен? Моментално не. Гледајќи го прекрасен кашкавол пред мене, ме најадува. Кога последен пат седеше на бетон? Па, не знам, пред 15 години. Така ли? Да. Имаше кавги тогаш? Имаше, да. Во мое време моите родители исто беа доста строги. Мислам строги. Едноставно растени сме во тоа време на транзиција каде што Бетонот беше опашен по живот. Па не беше, ние сме растени на улица реално. Так. Ние сме растени на клупа. Сега не знам децава дали тоа го... Јас сум 86-та, нели? Не сум баш толку таа стара генерација. Ние сме миленијалци. Миленијалци, добро. Добро, чека да го видам Z. Носиш мајца долна? Не, ко мајка ми да ја слушам моментално. Цело време ме кара за тоа. Не носам, немам навика, не знам, ме нервира. Така? Не носам. И гола ти е кичмата? А гладен ли си?
Па, ставив протези пред неколку дена и многу сум гладен. Реално не можам да јадам, имам болка. Така да сум гладен. Добре. Сега и протезите се нешто кое што одликува новата генерација. На времето беше срамота. Тренд е сега, Нели? да. Сега е тренд да ставиш протези. Дајте да ве видам со протезите, еве овој младиов. Ете, така, добро Ја е. ги ставив за да видам помлад. Нели? Да, и не беше, нели. Порано дури и знаја да не навредуваат, нели, ако носиш протези, да. Бумерот, веднаш да го прашам, а бидејќи е и доктор, навистина ли е важно да ни ја покрие на кичмата и стварно ли е толку опасен по живот бетонот на кој што седат младите? Не, баш кога заборавивте главната причина за болести во Македонија промаја. Што е парадокс, бидејќи кај вирусните болести треба да има промаја и да биде проветрено. Тоа се разредува вирусот и потешко се шири, меѓутоа останало во традиција. Јас сум малце поразличен од таа традиција Така? и може сум така од времето и прозападно ориентирана таа наука. Да има фатано промаја. Да. Затоа. Дека не е болест промајата главна или бетонот и така натаму и маицата, така да и јас сум го правил тоа со моите помали деца, да во лифт се соблекуваме, па ги кријам јакните во гаражот, мајка им. А сега има една добар момент кога ќерка ми, која е 2005 година, почна да излегува од кај мајка и ќе заспи. И веќе ми олекна да не ќе се расправат по пола сат, таму ја чека друштво, како е облечена, што е облечена, сега излегува и се враќа пред мајка и да стане. Така да малце сум релаксиран од тој поглед. Добро, исто така важи правилото, немој да излезеш изгужван, немој да излезеш изфлекан, срамота што ќе рече народот, нели? Така. Така, што вика народот кога ќе излезеш и ќе те видат? Јас тоа го зборев пред некој ден на Така? TikTok. Не дај Боже да излезам од дома не испеглана. Па овие пред да дојдам, 5 пати испеглани. Успатно мислам дека да можеше мајка ми тука ќе дојдеше да ме запегла. Ама да. Имаме чувство такво ние постарите дека народот како ќе да види ќе рече леле. Тоа е исто како кога ќе дојдат гости, во дневна седат, ама твојата соба треба да е средена. Нели? Како да ќе дојдат на контрола да видат дали си исчистил дома. Александар, како е кај тебе со пеглањето? Реално мене не ми е до толку многу, не знам, проблем тоа и да не сум испеглан до толку многу. Ја на брзинка вака. И Шале се. излегуваш така изгужван Па помалку. и купувам мали што не се гужваат толку многу. Тоа е добар совет од мене, да не се замара со А ако те пегла. види некој изгужван? Не, голема чуда, нема да забележа дали сум изгужван или не. Така викаш, добро. Не, Ти да излезеш изгужван од дома, тоа е срамот. Јас не, за Не? мене тоа не е срамота. Јас сум од тие типови на момци што еве само кај тебе на емисија или кога треба негде, нели, јавно да излезеш, малце ќе се подсредиш. Меѓутоа сум хардкор лик кој што може да излези по тренерки, по пижами до продавница, си купам Леле. јајца, млеко, цигари, значи не е до толку. Срамота, значи, срамота за фамилијата. Еве сега. Си кажувам реално. Дечко ми се свија, вика сам пеглам, па ја никад сам не сум пеглал. Разбираш, аз сум постара генерација од него, значи има нешто добро во новија генерација. Така да не ми е многу битно тоа изглед. Не е битно, а? Да, еве Добро. се гледа по мене. Како е кај бумерите, значи беше она средено, баре мајка ми така вика, Се средено облакам на времето, особено кога бев на функција пред 20 и нешто години, и имам трауми уште од тоа, со тие машини со. Па кој ќе фатеше јули, август месец, топло, па телевизии снимаат, па седиш по состаноци. Така да сега како пензионер сум олабен, ја сега мислам дека веќе почнав со кратки пантолини да идем. Па уште малце се пресрам и продавница ќе почнам да идам, се навикнам. И некој сум обично во тренерки, така. Понекогаш сопругата обично не е дома, ама кога е дома некогаш ме запира на врата. Кај си тргнал тако? Кај се тргнал со пантоланите што седеле на закачалка, па не знам. Викам ќе се исправат по пат, ќе влезам на велосипед кој ме Како гледа. старееш, више не се И заманаш. така се натаму, замараш, а? меѓутоа понекогаш, иначе испеглан од неа или понекогаш керките, поголемата керка сама си пегла и помалата. Пред да излезат често пати одам да соберам пеглата да приберам, пошто останува се така. И тоа, сама пеглаш Луна или не? Не. Не пеглаш сама, не. Добра, готвиш сам? Не. Па кога сум сама дома, да, секогаш. А иначе морам да ја пофалам мама дека е навистина голема домакинка и се постигнува во текот на денот и мислам дека некако не има научено
дека се дома кога ќе станеме ќе биде средено, ќе биде направено, се ќе имаме, само ние да станеме и што полесно да ни е во текот на денот. Така ли? Ова е добар совет и добра навика што ја прави мајката или? Ајде, јас ќе одговорам. Мислам дека е добро затоа што е пример за за сопствените Да, деца согласна. како треба да се однесуваат во иднина, доколку ги немаат стекнато тие вредности, да ги стекнат во иднина. Сега нормално, не знам, колку рече годинки дека имаш? 21. Тоа е добро, веќе треба да знаеш ручеци да правиш, Не, а и да знам, месиш, знам, и гравче, се тоа сарми. знам, да, да. Тоа е Да одлично. ти каже. Да ти каже Да, Чичко пошто те Максим. очекува веќе во иднина, нели, домаќинка да биде. Да, ама од неа земам пример за се добро, мислам се што прави е добро, но од неа земам најголем пример и се што она прави, како растам, така и ја полека правам, така да се согласувам дека дефинитивно ќе ми биде пример за моите деца. Yeah. Добро е, на добар пат имаме генерација Z која што е на добар пат. Сам си живееш, нели? Сам живеам, така не е фер, сега ти цело време испегла ако има кој ти испегла. Затоа он пегла Значи остави. ја на брзина, тоа секад и цело време доцнам, па затоа, знаеш, на брзинка Не никогаш. си хирена мама да и савиш ке те запегла, она е таква. Се цело друштво кога ми доаѓаше дома, сите јадење, пеглање, перење, Еден пат само. слободно. Мајка и на Луна, добро. Сам си плаќаш кирија? Да, Све сам Се, правиш, да? Ти имаш колку години? 21 исто така. 21, значи од кога почна да живееш сам? Од 18. Американски систем ова од 18. Дефинитивно, значи да. е преселен или во Скопје, сам живееш, за све сам се снаоѓаш. Така, така. Во кој случај се јавуваш да се пожалиш дома или да побараш помош или само она кога е до крај? Значи, кога ќе се расипе нешто, обавезно, многу пати за пералната, за алишта, мешам колку степени, па како, па вака, па така. Или на мајка ми или на баба ми ќе се јавам и секогаш ме опоравуваат со тоа, ама полека се учам. Во тој дел. Генерално кога е нешто ептен кога се расипува тогаш можам се за пералната не до толку често сега период. Добро. Докторе, перална знаете да вклучите? Да, секако. И да простирате јалиште и се? Тоа исклучиво ја го правам, Прав. а и најчесто пуштам или сопругата за перална. Мислам, од прилика сем пеглање, тоа ретко пеглам, пошто имам две ќерки сопругата пеглаат, а простирам алишта, до ручек обезбедувам, ручек од понеделник до петок, сабота нешто јадеме така, а недела сопругата. И сум, да се израсам со тениски речник, прв носител. Да речем едни сум, само послуга. Само носа. По едно 20 кила дневно, велики 5 луѓе. Така Носител. да, тоа е, мислам, тоа го правам да пројде времето. Не чистам кревети, местам обично, не ги наместуват, обично не ги наместуваат. Така, данинското е во вас? Да. Секогаш, да. Тоа си. Вие млади имате ли телевизор дома и гледате ли телевизија? Имаме телевизор, но за жал не гледаме телевизија, освен кога се работи за вести. Ќе седнам пред вести, толку ќе ги изгледам и завршувам Сега мојот дел. емисијава ќе гледаш на Се телевизија, разбира. немој на YouTube. Се разбира. Нема. Гледаш телевизија? Супер, штом вести следиш те, јас на социјални мрежи се што е новости А таму имаш гледам. телевизор дома? Имам за украс онак. Да не биде празно сваќаш од дневна. Мора да има нешто. Максим, ајде ти, ако докторот е носител, рече носи, ти да не си пратеник, да не те праќаат по нешто. Или? Да, секогаш, јас сум поштарот. А поштар ти? Да, плаќаш сметки по дома, одиш, пазариш. Добро, сега сме поделени со сопругата за некои, нели, работи кој што прави. Во последно време она оди пазари, меѓутоа слабичка е вака како тебе, па ми е жал да ја пуштам. Да. И доаѓам и ја да Сочувствителен. дигнам, да, инаку нема смисла. Емпатијата. Да, тоа е емпатијата. Далечинското, како да збеснеш маш во кревет, скрима го далинското. Важи за мој години. Јас сум приврзан со далинското, тоа. Сад Бајлак сака да пушти кревет да гледа телевизија. Да скриеш, така ќе го збеснеш. Добро. Сега, Беше за супругите, мислам. сега дај младиве да ги прашам, кога ние повозрасниве, да речеме, ви мрчиме, како тоа вие го доживувате или како го дефинирате тоа? Или како им викате, ај престани да ми мрчиш, сигурно имате некој вас што е речник. Ај мамо, ај олабави или како иде тоа? Кажи Луна како? Ај, олабави малце. Ај олабави малку, добро. Да, ја обично на мајка ми кажам, не се секирај до толку многу, она и така промислува многу работи, ама генерално, не знам, се трудам
Ако е нешто за кое што не се согласам, само едноставно сум така, мама, така и толку и си Не поминува. против ричите? А зависи за што. Исти Зависи карактер зашто. сме сите дома. Нема кај нас некој да прекјути на нешто. Сите, а? И тоа оди додека не се запали. Добро, пошто ние, другава генерација, барем јас не сум смела да противречам на моите. Не, дефинитивно не сум смеела, Ти тоа е кажеш факт, што- но сум го јадела после тоа, ама битно е јас да си кажам. Ти си смел да противречиш по дома или како рече толку? Па да, Закон. у принцип сум бил бунтовник, уште како дете, така колерик сум, нели тие психолошките што се стандарди. Карактерите. Да, класа спаѓам, избувлив бев и многу темпераментен и многу бели правев. И јадев ќутек. А, тоа добро. Да, и Ви и тоа е ќутек? тоа. И во денешниве генерации има ќутек? Или нема? Па, ќутекот доаѓа од рајот некој. Така ли, добро, да знам. Мислам, само нашава генерација има. Со папуча или со... Па, да, папучата во главно вака, имаше една тврда папуча што беше само како закана. Што таа ако ја лупинеш толку е. Ама исто така имаше и пример некоја помека папуча што можеше да биде. Го забори сукалото. Како, и сукалото. Ама тоа се во главно мислам дека закани како аспект, мислам сме знаеле подсвесно дека нема да се случи, ама пак тука ти прпа малце замисли сега. Колку пати до сега си ја сокрила папучата, признај. Па и кучето си го наручив да ја крием. Добро, добро, докторе, кај вас играше шамар, играше Па не, прачка, што? еднаш доби шамар од мајка ми, после ми викаше она, не точно викам, тоа го памтам сега, значи сам беше совршена жена, 5 на 4 доби. А, така, оф. И тоа ще беше школството, немаше попуштање, зашто сум добил 5 на 4. Така да имаше строгост, далеко тоа да се спротиставиш и така натаму. Со моите близнаци сега се 46 години сум бил многу строг. И тие не се спротиставувале, а со овие сега различни се и сега ќе гледаат можеби. Не гледаат телевизија, ама забелја да не погледаат. На YouTube ти. Различни се и не е за во јавност. Различни се меѓу себе, така да меѓутоа противречат. Така. Некој многу, некој малце, меѓутоа противречат. Обично со мајка им тоа, бидејќи она инсистира да биде се уред, јас така ги смирувам некако. Така, добро. Ајде сега да провериме колку се разбираме. Јас ќе ви дадам некои поими кои што се да речеме типични за вашата генерација, за нашата генерација и да видам колку ќе се разбереме. Добро? Значи вие сега двајца вам молчете, значи ги прашувам по возрастниве. Ако кажам време е за јапинг, што ќе почнете да правите вие двајца? Не знам, не е од моја генерација. Јапинг. Да, ако кажам време е за јапинг, Да скокаме нешто. да скокаш? Па не, Добро. Што е джамп? Докторе, да предпоставите? Јапинг. Тоа се некои англицизми што ги прават кратенки сега ова она. Појма Не знаат. Не знам. Што е? Ајде, Луна, ако е време за јапинг, Да дрндаш, да збориш Премно да многу. збориш, да зборуваш Се да збориш, многу да збориш. без везе да да се... седне со друштво и да јапат. Да. Да јапаме. Дрндање, буквално. Јако. Добро. Ние сега... Чула од син ми и од ќерка ми, синот е една година поврзан од нив, 2002, меѓутоа не сум прашал што значи. Пошто ги слушам па зборат меѓу себе. Убаво е. Ние овдека Не јапаме сакам да се или... заморувам со тоа, ама еве, требало. Ние овдека јапаме сега или не? Па, Квалитетно јапаме. да, квалитетно, да. Јапаме. Да. Боже, добро. Имам нов хол. За што станува збор? Хол. Аха, Хол или кол? хол. Хол со Х. Имам нов Да хол. знаеш подобро англиски. Да нема. Не знам јас. Не знаеш што е хол? Не, да погодите? Не? Никако? Имам нов хол. Не. Ајде, Луна, кажи која. Кога ќе си купиш нешто и кога се снимаш, покажуваш што си купил и тоа се вика хол, како шопинг нешто е.
И на крај на знаете. свет немаше да ми падне вака. Кај ќе предпоставивме нова. Доаѓа, Што да ти дајете можност? доаѓа докторот од пазар и вика, што имам нов хол. Ивани, пиперки, патлижани, се што купил. Така, нели? Да, тоа И е. после ќе јапаат со сопругата. Браво. Гледаш како ќе се го учи. учиме овој Добро е. Сега, вие двајцава молчете и јас им се обраќам на младиве. Ако речам да го поздравиме другарот Тито, како ќе го поздравите? Добро. Луна, ти како ќе го поздравиш другарот Тито? Или Како? Како? Ајде, одлучи или се. вака, или вака. Добро. Тоа се согласувам, не знам. Не знаеш како ќе го Не поздравиш? знам. Добро. Искрено А немам знаеш кој е другарот Тито? Знам, ама стварно не знам како би го поздравил. Мама ми има раскажувано нешто како дело тоа кога биле во основно, па нешто носеле капчи. Нешто не ми има, не сум слушала и јас така, ама ми има раскажувано, ама не знам, согласувам со Динав може. Значи, така. Како? Така ќе го поздравиш, нешто да му се биле у времето поклониш. тоа. Не. Нешто, Тито, да. па, Така ќе го поздравиш? Па добро, не знам како ви се поздравувате. не знам. Јо. Јо. Друже Тито. Браво. Браво. Како се поздравува другарот Тито? Еве, ја ќе почнам, Ајде. значи, спомна Луна, значи, кога ќе бидете прво одделение, кога бевме, на 29 ноември, чиста бела кошула, сини, темно сини или тегет панталони, црвена марама, и со таа марама те врзуваат до крајот на животот. Така мислевме, ама не испадна така. И сино капче со петокрака, и чесен пионерски збор, се кажува заклетва, голема е свеченост од цела држава, од цела Југославија, во сите училишта, се тоа се прави. Од денеска сум Титов пионер и така, се поздравува, се не знам, ако мислите, за татковината со Тито напред. Така е, тоа е тоа. За татковината со Тито напред. Тоа е тоа. Првото ти беше тоа реално. Добро е, одлично, одлично. Е сега, ако те прашам тебе, Динев, или Луна, ако ја прашам, каде е теписеријата, што ќе ми кажеш? Што? Таписеријата каде е? И ти не Та писерија. Помош, ја една сум направил сам. Едно 4 години ја правив. Не, бе, ако, таписерија. Таписеријата каде е? Не ја правив сам, меѓутоа учествував. Не знаеш ли ти, Максим, таписерија што е? Еве ќе препуштам. Не? Ајде, докторе, да им кажеме што е таписерија и каде е. Слушал тоа, ама сега не сум нешто. Таписеријата. Таписеријата обично се закачува на зид, личи на килим, меѓутоа на едно платно со дупки ставате разни бои, имате прво шема и разни бои ставате како гоблен што се прави, меѓутоа овие се што вират волна. Значи ќе си купите волна, жолта, црвена, не знам кај, имате шема. Сум видел по тие куки. Ќе ја нацртате или ќе ја нацртана и после правиш и врзуваш. И такви да речеме, зависи од квалитетот и големината, може да има на 5000 чворови. 3000 и таа да се 4 закачи. години сте ја правеле. Да, зависи од големината и после се закачува Лични радби на зид. Да, дури и Тито можел да биде направен на таписерија. Може да. Да. И тоа Така, што да, секако. Сум го видел јас тоа, еве кога ми објасни сама, немав поема дека се Добро. како писарија. Океј, ако те прашам, Луна, да ми свртиш на фиксен, како ќе ми свртиш? Сега да те. Го имам ова Го гледано, ти го имаш гледано? Ајде, чекај. Вака, тоа што е? Не знам, на фиксен да ми свртиш. Ова вака со Тоа ако вртиш така ти е искра од старите модели. После Или вака. Вака? Со копчињата, тие фиксни што се да, телефоните. тие се нови. Добро. Да. А, новите, добро. Да, тие се а друго? поновите. Па, или како што кажа Дина вака, или со копчињата тие поновите што се. Или оние вака што се отвара, па сваѓаш. Тоа се нови. А тако Добри сте, модерно, окей. добри сте, добро. Ако ве прашам вас двајца, НМВЗ, ти праќам порака, НМВЗ, што значи? Нема веза. Најве. Пробив. А СП, ако ти пратам? СП. А, Не знам. Што правиш? што правиш? Добар си. Добри сте. Значи, вие младите ги разбирате поише.
Па логични им се, само Логични тоа хол малце некако не знам и тоа да. Добро. Како беше? Јепинг. Јепинг, да. Да ја памет тоа стварно на крај памет. Да си продолжиме со јапањето, може ли? Може да, на сленг, не е проблем. Па добро. Обично, она на што најчесто се разидуваат, нели е нашата генерација, да речеме, ми мене така ми викале, нели, за да добиеш нешто треба да се измачиш. Значи, нели, треба да се измачиш, па не знам, треба години да работиш, па треба да стекнеш искуство, па да добиеш голема работа, односно голема плата. Сега не е така. Како ви звучи на вас, дечки, кога ќе ви речат мора да го загрееш столчето? Па, јас мислам дека социјалните медиуми нима дадено пристап до тоа да најдеме, еве ќе го зборам конкретно за работа, секојдневна работа, да најдеме некоја работа за која што не треба толку да се загрее столчето како што би требало доколку физички работиш и доколку имаш одредено работно време. Така. Има, како што би кажале, ние фриленсинг нешто. Сега, мислам дека се согласувам со тоа доколку станува збор за образование. Мислам дека навистина треба да се загрее столчето и според мен образованието е многу голема вредност и не се согласувам кога некој ќе каже па не е битен факултетот. За мене факултетот си има своја тежина. Така, ти си во моментов која година си на факултет? Втора. Втора година, Да. добро. Динев, ти? Ја не отидов на факултет. И за мене лично, за моите цели кои што сакам да ги постигнам, сметам дека не ми е потребно да се запишам на факултет. Немам ништо против факултет, поддржам луѓе кои што одат на факултет, мислам, фала Богу, ако сакаш да бидеш доктор, треба да бидеш на факултет и да стекнеш знаење за да бидеш доктор. Од друга страна, во однос на работа, нема да значи дека ако сме фриленсери дека не може и тоа да биде напорно од време на време. согласувам, така е, да. Е дефинитивно полесно, ете нашата професија со Луна што имаме да бидеме инфлуенсери е дефинитивно многу полесно отколку што да копаш на нива или не знам да правиш некоја физичка работа. Но си има и позитивни и негативни страни. Благодарение на интернетот имаме многу пристап до многу информации, а и дури нешто ако сакаш да научиш како вештина, можеш многу лесно да ја научиш преку гледање на видеа на социјални мрежи или туторијали. Да. Добро. А кога ќе ви речете, де цел ден си на телефон, што си изморен? Нели од што си изморен ако цел ден си на телефон? Од зрачење. Така? Кој е одговорот, Динев, тогаш? Па ако седиш пред телефон и ако монтираш на пример видео, изморува многу. Добро, окей. На вас Психички повеќе од што физички. на вас миленијалсите и бумерите, оди тоа, значи мора да биде работата напорна за да го добиеш заслуженото, односно да добиеш, да речеме, висока плата или да добиеш висока функција. Или? Па не би рекол, затоа што секој човек си има одредени квалитети и дали ќе се пронајде во тоа што најдобро го прави, можеби тука да заштеди време и труд. Зависи до типот, до самиот човек. И сега некој има нормално научене да кречи само, разбираш? И оди кречи, глетува, прави или мъкне амал, сели луѓе, дига, ајде, сите тие што се физички работи, онда тука е ова твоево што го кажуваш, треба да си го испотиш тит за да земеш пари. Така. За интерес на вистината, сега тоа многу се плаќа. Не знам дали порано не се плаќало. Порано се подценувале тие работи. Се сменија работиве. Сега имаме едно другарче тоа што го прави. Поздрав, знае кој е он. И алалда му е сега и кила доби, и не знам, и кичма го боли и Не све. збори алалда му е кила доби, не така. Не. Алалда му е за тоа што стварно се труди. Ете, нема моментално некој друг доход на финанси и преку тоа ги. Така, занаетите се многу ценети сега, да. И затоа пак ќе се навратам на првоначално дека самиот тип на човек си одредува дали ќе вложи премногу труд или можеби повеќе ќе вложи ум или креативност и нормално ќе го наплати тоа. Како вика, учи сине да не работиш, да не се мачиш. Така беше, докторе, како е во вашето време? И такво имаше, па. Видете, зависи од времето. Во сегашно време, еве имам пример кај син ми што е преку 22-3 години, 4-та година економски. Он во едно сопче заработува пари, сам се издржува преку интернет со некои курсеви сега. Меѓутоа факултетов ќе му помогне, сепак се среќава со луѓе, се социализира и можеби постојаната работа ќе му биде
Од Астраком фаќа некои секвенции од ракомет и тенис, со тоа и се занимавал, ракометот уште го игра, со некои луѓе од Италија, од Велика Британија, и му плаќаат пари, понекогаш му плаќаат 220 фунти дневница за 12 сата работа. И сега тоа е напорно да седите 12 сата и да гледате префрлање на топче. Така. И не знаете кога ќе заврши, ракометот бар знае кога ќе заврши. Така да немаме сите и старт за да видиме. На некои им помогнале родителите или им одмогнале. Некои што ништо немале, им била цел да заработат и влегуваат повеќе во ризик. Дел успеваат да не. Така да не може да кажеме зависи каков е стартот. Имам пријатели што не работат ништо, а си се богати. Останале од таткото. Рековме од родителите, наследството. Најмува 3 стана долна, да имате стан некој во куќа или на водно, една амбасада и Се гледаме. Добро. тешко е денес да кажеме како во секој се разликите се огромни. Од многу богати до поголемиот дел кој едва и Јас нема средната класа. нема средната класа. Сакам да кажам дека порано се знаело да речеме нели дека си школуван, тоа значи дека ќе бидеш на добра позиција, односно дека ќе земаш висока плата. Сега, нели, еве, не мора да имаш завршено ниту факултета, ќе си имаш висока плата. Не мора, нели, не знам, да се мачиш, а можеш да заработиш многу. Сакав да кажам дека таа е разликата во однос на самите генерации. Добро, одам понатаму сега, да видиме што е различно меѓу генерациите. Скромноста. Ние сме учени да бидеме скромни, да не штрчиш, а да не штрчиш, дури да имаш нешто повеќе, немој да се покажуваш за да не му правиш нели непријатно на другиот. Ама кај вас, дечки, тоа све фрчи на интернет да се покаже што е ново и што е све. Така ли е? Мислам дека и вие да сте имале пристап по старите генерации кон социјални мрежи, дека истото би го правеле. Не викам дека ние го правиме тоа од материјален аспект, барем не јас и блиските мои пријатели. Мислам дека тоа повеќе го правиме поради тоа што од сама себе ќе почнам, тоа ми е работа, доколку јас не се сликам, нема да привлечам внимание. Исто како што доколку докторот не отиде да оперира некого, нема да се истакне самиот себе, така сепак секоја професија си има своја. Но би кажала дека повеќето барам не го правиме тоа од материјален аспект да се покажеме и да симнеме некого подоле, туку едноставно си го представуваме нашиот секојдневен живот, како што порано би кажале било секој ден да седите на игралиште или пред зграда или да излегувате за да си кажете нешто. Денеска тоа може да се каже дека повеќе истакнато преку социјалните мрежи и пак ќе се навратам на тоа дека во било кое друго време порано да имало социјални мрежи, сите истото би го правеле. Викаш, а? Да. Докторов, која прва објава ќе му беше? Што мислиш? Па може би првата операција. Добро. Слепо црела слика. Со операции немам врска. Добро де. Ето, Јас сум лабораториски. Односно не вика лабораториски глувци, ама кога дојде ковидот, ние епидемиолог, да. И видовме, им рековме на хирурзите, вие ќе спасите еден човек. Ние со нашите постапки или спасуваме или убиваме, ама и лјадници. Зависи од постапките што ќе се преземат или диагнозата што ќе ја поставите. Така, значи профилната слика би му била лабораториски глушец. Така е. Така е, Пошто со тоа работиме, знаеш, со ставци. Така да оперираме, меѓутоа не луѓе ставци. Да. Јас сум работел со ставци баш на стомакот. Докторирал. Се фалите ли вие на интернет, односно на TikTok, тоа што го покажувате, дали не сте скромни? Имам забележано дека некои тоа го прават. Не осудувам, мислам, кој што сака може да објавува на крајот од денот. Како некој кој што е израснат во скромна фамилија, мислам, ја доаѓам од многу мало селце и моите не биле богати додека сум растел и прегорд сум на нив што достигнале до степен каде што се сега моментално. Нормално и јас кога почнам да заработувам се повеќе и повеќе, ми се смени мојот начин на живење, односно мојот животен стил. И јас, како што спомна и Луна, мојот живот е мојата работа и нормално треба да го документирам се со цел да заработувам, а истовремено и да се конектира публиката со мене. Како кога ќе речат, види го сега на Малдиви, види го сега ваму, што се фали, зашто се снима. Дефинитивно, и тоа сакав баш да напоменам, имаше многу такви коментари. Не само на социјални мрежи, туку и во живот, луѓе што ги познам. Мене никогаш не беше целта тоа, чисто мислев, шубава патување, плюс ми беше и спонзорирано патување, сакам да го документирам, може би некој ќе се инспирира, ќе оди, ќе патува или ќе огледа како мотивација, никогаш не било као, видиме, јас сум на Малдиви, као ти седиш дома.
во никој случај. Дури кога гледам некој кога наводно се фали на социјални мрежи, ако е нешто кое што јас го посакам, го гледам како мотивација. Не го гледам како нешто кое што види го сега се фали. Фалбата е раѓе она тој муавет порано, ама сега мислам дека ако не си се пофалиш сам или не можеш да се истакнеш, кој пак ќе те види, викаат. Точно. Различно во однос на... Да, меѓутоа за креативниот, за уметничкиот дел, како актер, како уметник, секогаш сум сакал да се истакнам. Затоа што ако не се истакнеш, зашто си уметник? Сега замисли да си сликар и да си црташ нешто ти на таван или негде во некоја галерија и сликата си ја ставиш у фиок. Скромно. Кој Пријатно ми е да ја покажам. Ама не, кој е логикава да си сликар, а сликите да си ги чуваш у фиок, или да си писател, а делата да ги... Ама нели викаат, нека другите зборуваат за тебе, немој ти да зборуваш за себе, а денешниве сами се зборуваат за себе. Ама како ќе зборуваш ако не им го пласираш? Така. И убаво рече Луна, значи, или Динев беше, така? Динев. Значи, они тоа го работат и тоа е тоа. Тука нема скромност, мислам. Добра. Они си се скромни во приватен живот, меѓутоа тоа им е професија и мора да се истакнуваат. Јас ги поддржувам во тоа. Добро е, имаме поддршка, значи да не бидете скромни. Тоа е тоа. Мислам, да не бидете скромни во својата работата. А во животот приватниот бидете скромни. Так. Убава одлика е. Добро, ќе ја затворам оваа тема. Значи, сакам за партнерските односи да зборуваме, тоа ќе го направиме после рекламите, ама само како вовед. Јас добив информација дека денеска девојчето и машкото меѓусебно си се обраќаат со брат. Кај си бе брат? Така иде тоа во врска или не? Не. Не се обраќате со брат? Ајде, брат. Зависи. Јас се обраќам со брат. На девојка ти Не се обраќа зборам со брат. На зафрканција. Кај си бе брат? Кај си? Можеби другарите си се обраќаат. Девојчињата меѓу себе. Другари. Девојчињата Да, другари, да. Девојчињата меѓу себе си викаат брат. Да, навистина, да. И јас имав период каде што викав додека мајка ми нема подбра. Да? Кај си бе брат и на мајка ти си рекла брат? Не, пример по телефон кога ќе зборев и сега мајчинска особина е да слушам нешто има тука. Не. Да не ви издавам. Да. И пример ќе ми кажеше, од каде ти овој речник тебе? И јас викам, па сите така збора, тоа е сега кул, знаеш, така се збори. Викам, ќе ме погледнеш и ми кажеше, прибери се, викаш, што е тоа брат, вика на девојче да викаш, па и на машка. Ама не сум слушнала дека во врска, примерно, дека се партнери. Да, еве Динев си вика Зафрканција. Тоа може машко со машко, Машко со машко е, да, ама по-ново е. А не во врска. Ефтена браќа се, топи браќа, нели? Се ословуваат со буквата П, не сме понатаму да кажем. Па, ефтен место брат. Да. И немојте да Има Ние друг ќе се обраќавме, ама не е за на телевизија. Ама сега се многу толерантни и прифаќаат и све, нели, се е тоа дозволено, така ли? И родова, нели, ит род, како се вика тој, така? И тоа го прифаќаат. Non-binary тие што се да. Non-binary е окей? Тие се they them што се класифицираат, односно што не се осеќаат никако машко, никако женско. Така? Трансджендери. Не, тоа е друго. А тоа е друго. Гледате ли? Добар вовед направив, ќе одиме на реклама и ќе продолжиме со лекции од младите. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме назад. Брат, многу си јак. Добро звучам? Да. Така изгледа тоа, нели? Да. И тебе да ти речам брат или? Може. Само на неа да ја речам, па што е женско. Сите сме браќа. Не, сите сме браќа, да. Братче, многу сме јаки. Така е? Видиш со речников. Ама и со тоа че... Братче, Братче, да. Да, добра. Како се фалите меѓусебно да му кажеш искина, растури, како има некој збор таков? Чекај, ќе ми текне. Ке ти текне. Слена. Пепел направи. Абе, слена. Уште еден вако. Слей, да. Слей е така посо англицизам. Што е слей? Слей. Слей е пример, како да го кажем, нема некој буквален превод, но е пример доколку нешто некој прави многу добро, пепел, изгази, да? Слей. Значи, доктор е слей. се договориле. Иако има ваша генерација деца, па точно знае сигурно. Добро, ако му речам на Кирил дека е кринч?
Што значи тоа? Кринч, ајде. Чекай да видам дали знаеш. Преведи, не. Знаеш што е кринч? Не. Нешто као, Така, не си Знаеш ја добар. како ги наоѓам зборовите, како ми звучат. Добро, кринчи си. Добро. Застанавме на тоа околу партнерски односи, значи дечко и девојка. Значи порано се знаел, излегуваш во град и се пушташ на девојката. А сега вие дечки све на Инстаграм правите. Инстаграм се пуштаат. Така? Да. Да, и како? Што прво праќаш? Огинче? Смајли? Или пратиш Во долга стори? врска сум јас више тоа, Или во долга врска, 21 година имаш. па 5 години више. Браво. Браво, браво, браво. Добро. Да, тоа Динев, ти како се запознавте вие? Имаше пратење на стори или како беше тоа? Не, обично моите такви интеракции за врска не биле преку социјални мрежи, мада има многу примери. Ако не најголем дел од младите се запознаваат преку социјални мрежи. Јас преку работа се запознав со Како мојата беше девојка. тоа? Баба, од кај ти е девојката од Facebook? Кај тоа? Нели така е тоа? Сега од Инстаграм, Фейсбук, не користиме ли ја? е више. Вие младите не користите Facebook. Не, Зошто? Па јас користам само За блиските, за милиничиња тие групите што ми се и нешто вести вака да видам. Старомодно е тоа, виште. Значи, Не поминам. постираме. Не, а? Зошто? Постираш на Facebook? за бабите и дедовците. Да, нешто. А што ти викаат? Баба некогаш ти коментирала? Баба ми прва е у коментари. И што Значи, ти она кажа? прва стикер ќе пушти нешто со срциња, со цвеќиња, ќе напише најубавна баба. Она прва, значи баба ми најголема поддршка. Дали е на Инстаграм, дали е на TikTok, дали е на Facebook, секаде Да, коментар. мислам дека и прва ќе ја гледа баба ми емисијава. Да поздравиме баба. Како се вика баба? Нано ја викам јас. Нано те поздравувам многу. Добро е. Поздрав и до моите две баби кои што се викаат Тодорка и двете. И двете се викаат. Браво. Јас требало да ме крстат Тодорка, ама мајка ми ме спасила. Викам Снежана. Добро. Да. Имате Facebook? Да. И? Ви коментираат или што правите на Facebook? Па, најмногу месенџер кога беше ковидот и сега си продолжи. Тоа ќе има по 100 дневно барања пораки да толкувам некои резултати и совети. Сега има по 3-4 на ден. На ниеден не сум одбил. Знаел, не знал, како не знам, ќе објаснам зашто не знам, дека не ми е струка. Ретко постирам, меѓутоа го пратам и често пати Дозволено има корист, особено дека беше ковидот или нешто да кажам за советот на град Скопје за катастрофалната состојба да ми објаснам на луѓето зошто и како е. Така. И така натаму, ретко за себе лично, меѓутоа понекогаш. Така, Да професионално. речеме кога беа минатата година имаме матурантка и полуматурантка. Така. Иначе поретко, а дека сум злоупотребен на Facebook и на тоа другите видовме. мрежи, тоа знам. Дури сега последно сум со пушка, дека сум легол у собрание и сум пукал. Мислам, не разбирам зашто да толку забегуваат и колку да е интелигенција, коефициентот низок, сепак мислам дека претераат. Да. Веќе прошлиот пат ме дава вака, вака сега како што зборам, со овде масница, пред тоа сум се степал во парламентот и зборам меѓутоа со некој бугарски нагласок. Јас зборам за Советот на град Скопје. Тие ми кажуваат дека зборам дека само овој лек, сите други немале. Глумици, шумреле, пеачки, тие сите ќе преживеат да ме слушале мене, јас сум го измислил. Мислам, ја врска немам со кардиологија. Тоа е злоупотреба. И на сето тоа кој ќе чуете, а како се доцира докторе? Мислам, тоа е крај. Доздола, како се дозира. Денатираше се повеќето. Или доста се наполнисте со пари. Мислам, ја ги тужам. Тие се наполнија со пари, држава им дозволува, очигледно има тука корупција и така натаму. Така да, колку што има корист, најголема корист е што прв пат за време на ковид и до ден денес гледам и кај колеги, кај пријатели, а и пошироко, дека многу се разликуваме меѓу себе. Да. Дека има луѓе што може завршиле факултет, може и докторирале. Меѓутоа тоа што го учеле, веројатно го набубале или нашле врски. Значи има колеги што викаат дека не постојат вируси. А што не постои? Вирусите били измислени, замислете. Има милиарди страни пронаоѓање, илјадници луѓе научници работат. Науката не вреди.
се е лага, се е нека длабока држава. А и земјата е Сите се равна? сатанисти, јас сум бил платен и преплатен од сатанистите. Оф, Ако ви дам совет, Чекај, со и така крстни. натаму и со многу навреди и така натаму. Добро, значи реков све е на Инстаграм, така се запознавате, а што е во тогашно време син денеска, нели некого да го игнорираш и да му направиш само син, така, или да оди на блок? Тогаш во тоа време што било син да ти направи девојка? Што е тоа? Што значело? Корпа. Корпа? Класична корпа. А кога си на блок, што значи тоа? Ништо не ти прави здраво. Дупла корка. Два пати да Наше време другше беше, излагавме на клупа, па ќе се сретнеме, па сјаваш на телефон, па ти сјава татко или мајка и... Да. Па кој е и ти се... Кој? Па од школа ја барам, ја другари сме ние заедно учиме. Абе на кој ќе му продаваш памет? Ти текнува или обично правевме титкав. Аха. Ти текнува. За да не уопште да немаш конверзација со незините родители, само титкаш 2 пати и она знае дека си ти и тоа значи излези за 10 минути на таа клупа се чекам. Значи имавме и ние наши И ако кодови, не дојдеш секретни. на блок, више не те гледам. Не, си Пошто не доаѓа, е доаѓавме се нормално детски љубови, тоа си било. Така. Имало моменти имаше момент се тепаат две девојки за мене, не сум. Ајде, раскажи, ова е Тоа беше дојде. многу смешно. И? И ништо излегуваат двете на детска улица во Ново Лисиче. Тука Тоше Проевски се сека таа улица. Излегува нешто и почна да се караат. Не, мое, не, мое. Не, Ти јас кај го беше, сакам. дечко? Ја ги гледав човече. Не знам што поти за коси да се кува. Тоа циркус беше. И после ја требаше да одбрам со која ќе остана. И ти трета најде. Нормално. Нормално гледаш. Ама смешно. Тоа е беше мачка. тие времиња и Добро. жени да се тепаат за маж. Не знам дали постои тоа. Дали теа постои? Дали се тепаат жените за мажи? Па не физички, Туку? ама може, не знам сега како е, например, кога бевме помали во основно, кога бев, тоа водеше пак преку социјални мрежи. Пример, на Snapchat ќе пратевме ова што направи или овој намерно ќе ставевме на стори за да видат Злодно. или намерно ќе се сликавме со некој за да види така беше. Пак одеше преку социјални мрежи и тоа. Ама вие сте малку позлобнички отколку ние што сме биле, нели не сме биле толку многу да се правиме. тепале, воопшто не е тоа слободно. Па не се тепале, ама да не, речеме, вие ги понижувате, нели ги ставате на стори, па нели да не се дружате едни со други, па Ама им не, правите со има и монтаж. презиме, мислам. Не, а? Не, има и презиме, За да ги кен види треба да е голем брутално. публик. Пошто е правнички тоа, законски нема ставам име презиме, иначе. Гледаш ли што прати Тоа. Добро. И уште една тема која што сега кај младите е расширена, а во наше време не постоеше, пази ја бабава. Меѓутоа, сега све повеќе деца зборуваат за депресија и за анксиозност. Премногу е расширен. Од досада е, од што не знаете што да правите или реално нешто? Анксиозност, Абе, депресија? модерно е да си анксиозен. Модерно е, аха. Не би се согласил со Не, тоа. туку? А мислам дека порано не биле охрабрани поради тие шамари и тепање, не биле охрабрани младите, па и постарите да зборуваат за своите чувства, особено мажите, затоа што од сека дури јас кога сум растал научеле моите не плачи, ти си машко. Добро. Зашто да ги потиснувам јас моите емоции, за утре задутре, поради тоа потиснување на моите емоции, јас да скршнам по некој пат каде што јас ќе си го опаравам моите проблеми со алкохол, со дрога, со цигари, со не знам, со други лоши навики, наместо да седнам и да разговарам дали со родителите, дали со блиска личност за тоа како се чувствувам. Колку е само човечки да чувствуваш. Така. А младите имаат најмногу тоа, чувства кои што не можат да ги изразат дали поради стереотипи, дека се мажи, или поради тоа што немаат простор да ги искажат пред своите родители. Така. Така да не се согласувам дека е модерно. Не е модерно, ама Во добро. наше време не беше застапено, Немаше. тоа сакавме да кажеме. Немаше, мислам, дури не ни знаевме дека некој Ретко беше она да некој во депресија. да, или анксиозен или му е страх. Не. Чудно беше тоа. Сега е све по-актуелно и позастапено. Како Може е? би модерниве времиња го донесоа тоа, не знам дали ќе се сложите. Живееме многу брз, динамичен живот. Тоа е факт. Порано не беше така. Порано немавме и ние многу
тие глупости, социјални мрежи, игравме фудбал на игралиште, одевме дома, јадевме, спиевме у школа, толку беше. Мислам, нормално, ако идеш на некоја нели активност, кошарка, англиски, фудбал, ово нама, сега некако све Или немало време тогаш ние да мислиме, затоа што излегуваш надвор, играш, немаш време да седнеш, да читаш, да правиш, Да. не си бил запознаен со тоа. Луна, имаш ли ти девојки, другарки, кои што се, да речеме, ти кажале дека имаат анксиозност, дека се депресивни, или си се сретнувала со? Мислам дека анксиозноста и депресијата се работи кои што навистина постојат и како што некој од постарите генерации што би кажал, абе тоа е измислено, не согласувам со тоа, но мислам дека ние сме, како што каже Динев, се согласувам, научени да си ги искажуваме своите емоции и научени сме дека тоа не е ништо срамота. Се согласувам дека е доста злоупотребен тој термин, дали анксиозност, дали депресија. Мислам дека не секој кој што ќе го каже тоа дека навистина го чувствува и мислам дека не е фер према некој кој што навистина го чувствува тоа да слушне од некој друг, леле се осеќам анксиозно или пак депресивно, кога тоа не е случајот. Така да се согласам со двете страни дека одреден дел од луѓето само немаат што да прават во текот на денот и немаат динамичен живот и од некој свој аспект ќе се кажат леле депресивен сум, леле времево ме прави сами си депресивен, наметнуваат автосугестија, слушаат тажни музики и се околу тебе, односно твоето размислување те прави тоа што си. Но од друга страна ќе се согласам дека навистина постојат тие работи, само дефинитивно мислам дека не е фер некој кој што навистина не го чувствува тоа да каже јас се осеќам многу депресивно кога можеби само надвор врне. Така, затоа што мислам, кај нашиве генерации постои тоа демек, абе, од што ти ќе бидеш тажен, депресивен, се имаш. У мое време, значи ништо нема да сега све ви најаден, напиен, значи топло ти е, имаш телефон, имаш све. Што ќе си депресивен ти? Мислам, тоа е честота констатација од генерации како нашата. Ајде и докторот да ни каже стручно мислење. Порано немаше ни медиуми, ни социјални мрежи, така да кој знае што имало. Тоа што сме гледале. Тоа тепачки имаше по градот. Тоа масовни тепачки меѓу мала. Тоа беше во мода. Со камења сме се, тоа колку пати глад. Во времето Кирил што кажеше, девојки што се тепале ќе излезе ако не на вести, на бар на социјалните мрежи. Нека ги фатиш како се кува. Женска тепачка. Така да, сега што можеме да приметам од медицински аспект? Јас многу сум близок со младите, ги разбирам, сум либерал по душа. Меѓутоа, ова начинот на живот навечер, на одредена група на луѓе, не може да е здрав. Тука си депресивен од старт. Значи, преска спомнав, поголемата керка излегува околу 11. Четврток цела вечер, не знам кај од секој четврток. Кај одите Луна во четврток? Не знам кај од. Тоа не, релативно се работи во четврток и стварно излегуваме во Се враќа у 5 најле. И денеска е пропаснат денот. И како нема да биде човек нервозен. Се отиде да работи у еден дуќан, 4 сата, меѓутоа не го видела сонцето. Ако не видите цела недела сонце, ако не се прошетате, ако не идете на излет, особено ако викендот го промашат, тоа е разликата. Ние у 9 сат на времето сме биле на улица. Так. Надвор како деца, како млади. Ти кажав, у паркот у 10 сат беше преполно до 6 вечер и илјадници млади имаше. Се свиреше на гитара, се пееше, други се дружеа и така натаму. Сега денот, ваков ден, денеска помина во парк жив човек нема. Неколку луѓе со кучиња што шетаат, некој пензионер и толку. Добро. Значи депресијата сепак има и вакво објаснување. Без спортување, без шетање на сонце, без дружење. Ако останатото време е само телефонот, така. Тоа не е во ред. Добро. Значи не е измислено Мислам, сепак. тоа е одамна, не знам тој феномен дали го има во друга земја, кај нас многу долго трае. Да, така. Да ноќе се живее, ноќе дури и работни денови. Така, меѓутоа јавното зборување она дека е во мода, мислам дека па и не треба толку да се форсира, или како мислиш ти, Динев? Да речеме, сега е време кога све што сакам, дури и болест, и проблем, и плачење, све кажувам на Инстаграм. Мислите дека све треба да се кажува? Да.
Да? Да. Зошто, Луна? Мислам дека треба да сме многу пореални на социјалните мрежи, дека тоа направи луѓе и мислам дека е многу поубаво кога ќе кажам не ми е чисто лицето, тоа што го гледате на Инстаграм не е реално. Инстаграм е тоа што сакам да сум, TikTok сум тоа што сум во реалноста и мислам дека треба да се каже поради тоа што барем мене лично ме следат многу млади генерации и не сакам никој за мене да мисли дека имам перфектен живот и дека се е совршено и дека ја така се будам нашминкана и средена и косата секогаш ми е средена и јас сум секогаш дотерана и се и собата не ми е растурена. Еве вчера зборев на видео дека собата ми е хаос. Зашо не си ја средуваш Луна собата? Си ја среди вчера вечер. Да. После видео. После ми, кога кажам, да си кажуваш кога, да речеме, и те се случило да имаш такви епизоди на анксиозност, нели? Да, и комплетно се согласувам со Луна. Убаво е тоа да поставиме реална слика за тоа кои сме ние и да младите не си прават некоја слика дека животот не е идеален, дали на нас или на било кој да е друг, но истовремено и окей некои работи си ги задржиме за себе. Не мора се. Да, за тоа се согласувам. Да, не мора се, ама окей да се зборува. Јас сум се трудел и мило ми и ти што се трудиш. Ете така да бидеш потранспарентна и да зборуваш јавно за дали за предизвици, дали за некои ситуации кои што утре заутре би биле корисни за младите, кои што може да научат. Време е за подароци! Може да давам подароци. Хол. Има, значи... Сега, кога ќе си отидеш дома и кога за TikTok ќе снимаш дека си била во нешто конкретно, што ќе кажеш? Видете што добив или како ќе го кажеш тоа? Здраво на сите, правиме еден хол. Добро. Повели? Благодарам. Ги имате и вие, различни се подаруците. Не. Ќе видите различни се за сите, ќе видите кој што добил. Значи, здравието доаѓа од цревата, овде имате пробиотик, кенди, повелете, имате и витамин С, или ова е некаква комбинација, ќе си проверите. Кашкавалчињата што ги мирисавте цела епизода, значи, ексклузивниот вкус се познава, повели. Поста, значи се за мене. Све за тебе, ете. Уште имаме тука од Натура Терапи, исто така имате за добро здравје. Значи за Луна, пошто ни е единствено девојче, Ладрија е нов хрватски бренд кој што е на македонскиот пазар. Ќе се снимиш, па ќе ни покажеш, значи овие се ни перничиња вака за подолче. Тестирано, одобрено. Да, добро, окей. Повели? Благодарам. Мин Финтек групацијата, ќе си ја симнете апликацијата, ќе видите доаѓа период значи на патувања, на осигурувања, значи ќе проверите што се има таму. Не знам дали ја користите македонската платформа Глеј и нешто конкретно го имате на Глејме на Глеј, овдека имате значи еден премиум ваучер, доколку се уште не сте регистрирани, регистрирајте се, сите ќе ги добиете. Ќе имаме и за вас, на Луна и дадов, имам уште 3 за вас. И сега има нешто ново. Може би докторот знае, вие може би не сте слушнале, хипербарна комора. Сите значи ќе ги добиете, еве ги оставам овде ваучерите. И мислам дека завршивме, а на крајот само да ми кажете кој повеќе кого треба да слуша или да се прилагоди. Младите кон старите или старите кон младите? Од Динев ќе почнам и ќе го завршиме кругот со Луна. Еквивалентно треба да е меѓусебно. Еквивалентно. Сите да се трудиме да се разбераме. Добро. Докторе, кој повеќе треба да слуша? Вие или... Со годините ја поише слушам во последно време. Така? Да, поедноставно ми е. Ме караат дома дека меѓутоа си викам, остај, супер се децава. Дојдовме време да кажеме што не е во ред, не носи напредок, да не се коцкаат и да не се дрогираат. Меѓутоа, тоа е така малодушно, меѓутоа кога ќе видам луѓе што си заминале заради тоа што страдале од децата или што останале без куќи заради коцкање или дрога или луѓе што биле директори или на власт кои направиле криминал за да си спасат детето, за да вратат милионски долгови. На вистина тоа си викам, нема дрво кај да чукнам. Така, тоа е тоа. Тоа е најбитното, добро. Кој повеќе кого треба да разбере? Така да повеќе ги слушам, само да бидат... Да, јас мислам треба заедно да се почитуваме сите и млади и стари, а за слушањето мислам дека никого не треба да слуша, секој треба да си го следи своето срце, како му кажу. Добро. Да. Види како коректно политички. Добро. Дипломатски. Ајде, Луна, ти заврши го овој круг. Јас од секој по нешто ќе превземам. Мислам дека секој треба да се почитува со секого без разлика на годините. Мислам дека
треба малце да покажеме повеќе почит према постарите некогаш, дефинитивно. Но сепак мислам дека постарите треба некогаш да превземат и да прифатат наш совет. Што не се случува многу често, но се надевам дека ќе почне да се случува. Добро. Епа, одлично кажано. На крајот како се одјавуваме кога е на видео? Како им викаме? Бај! Бај! Се гледаме следната недела. Фала ви многу што бевте мои гости. Чао! Фала ви.